колку и како да се одмрзнат заладените односи помеѓу Македонија и Бугарија. Ковачевски и Петков пред првите искушенија. Имаме бугарска страна, барем според првиот впечаток, премиер кој што ми делува многу разумен. Партиите сами по себе се дискредитирани и тоа е во суштина најголемата криза која што и ние имаме, политичката криза, кризата на представеност, кризата на легитимитет. Омикрон, нова Голгота или крај на една долга пандемиска битка? Клиничката слика кај луѓето што се вакцинирани е многу полесна, тоа е веќе утврдено. И натаму општините во долгови до гуша. Енергетската и економска криза дополнителен проблем. Веќе сме затечени, влеговме во период кога електричната енергија е поскапа, јавните предпријатија се неликвидни, практично подолг временски период. Ако во 2022 се постави представа посветена на пандемијава COVID-19, како би изгледала сценографијата? Сигурно сите ќе бидеме по некои ќошови со маските, веројатно. Петок вечер, добро вечер, а вие гледате ново издание на ТВ магазинот Трилинг, во Законодавниот дом започна расправата околу програмата на новата влада предводена од мандатарот Димитар Ковачевски. А меѓу приоритетите е справувањето со економската и здравствена криза, како и решавањето на билатералниот спор со Бугарија. И прва средба на Димитар Ковачевски како премиер со неговиот бугарски колега Кирил Петков, која всушност ќе биде и прва негова посета како бугарски премиер. Со својот прв надворешно политички потек, двајцата премиери Петков и Ковачевски треба да ја вратат добрососедската политика со почетен мотив. Ако сега не се сакаме, не мора и да се мразиме. Деневовиве се навршува 3 децении од првото признавање на новата државност на самостојна Македонија. И не смееме да заборавиме дека тоа беше новата Бугарија на Желјо Желев, признат интелектуалец на балканските простори. За политичарите може би е податливо препрочитување на фашизмот, капитално дело на првиот бугарски претседател Желјо Желев. Дори потоа следува нотите од Турција и Русија, додека Милошевиќ не ни помислуваше за признавање на Македонија. Колку Петков и Ковачевски ќе можат да се справат со проблемите без емоции, со прагматичен дух на политички технократи? Господине Мехмети, новиот македонски премиер Ковачевски најавува 3 клучни приоритети: справување со економската, здравствената криза и се разбира решавањето на отворените поточно билатерални прашања, акцент ставајќи на спорот со Бугарија. Што може да очекуваме во решавањето на овие клучни приоритети? Па во секој случај мислам дека новиот премиер потврдо сака дека ќе биде изгласан. Ќе има наистина многу тешка задача. Сите овие прашања, и економската, комбинирана со енергетската, која што очигледно станува доста сериозна, и здравствената, и меѓународната во контекст на евроинтеграција, односно спорот со Бугарија, се исклучително тешки. И мислам дека уште потешки ги прави сите овие прашања политичката состојба внатре во земјата, каде што имаме голема поделба и несогласување за речиси ништо помеѓу власта и опозицијата, што мислам дека е отежна работа на било кој премиер кој што би бил сега на власт. Многу тешко, криза во криза, тешко е да се расплетат, меѓусебно се поврзани, мора да жонглира со многу интереси новиот премиер и лидер на СДСМ, а неговите капацитети се релативно непознати. Он е инсайдер во досегашните институционални структури и е близок човек на Зоран Заев. Мислам, тој дојде на оваа позиција поради препораката на Заев и инструкцијата која што им ја даде на членовите на СДСМ да го изгласат. Според тоа како го оформи кабинетот Ковачевски, според мене тој мораше да направи некакви промени за барем да има некаков привид на нешто што се случува, на некаква промена на курсот. Меѓутоа,
ќе видиме дали он има способност за сето ова да го реши. Жешкиот костен на некој начин му го остави Заев. Колку што можеме да видиме, се труди да состави некаква екипа која што би можела да се справи со сите овие работи, меѓутоа партиските структури функционираат секогаш на ист начин и јас не верувам дека ќе има некакво помрнување од статус квото. За мене во основа не можам да имам доверба и како што е случајот со повеќето од граѓаните во оваа држава и не само во оваа држава, партиите сами по себе се дискредитирани и тоа е во суштина најголемата криза која што и ние имаме, политичката криза, кризата на представеност, кризата на легитимитет. Парламентарното мнозинство е стабилно, тоа е најчесто повторувана реченица од владеачката партија, 64 пратеници, но шарен е владиниот состав. Што значи дека постои можност секогаш некого да уценува. Ке издржи ли овој владин состав до редовните парламентарни избори? Кога збориме за парламент, збориме за луѓе кои што се избрани од народот да ги представуваат неговите желби, неговите потреби. Меѓутоа, кога тие луѓе постојано се вклучени во некакви коалициски пазари, постојано преминуваат од едно мнозинство во друго, од една партија во друга, тогаш е јасно зошто повеќето од посматрачите на целата оваа ситуација им е збоктисано од размислување за сето тоа, дали сега ќе има овакво мнозинство или онакво мнозинство. Во основа, легитимитетот кој што парламентот го добива поради, би требало да го добива поради неговата константност во однос на тие идеологии и на тие прашања кои што треба тие партии во согласно со нивните идеологии да ги застапуваат. Имаме секој ден гледаме различни удари, би рекол, мали удари од помалите партнери, или предизвици од нивна страна, кои што животниот тек на оваа коалиција може да го одредат во секој момент. Значи не можам да речам дека може да се прогнозира нека подолга стабилност. Све ќе зависи од тоа како новиот премиер ќе ги изгради односите внатре во коалицијата, колку ќе биде успешен во тоа да ги ублажува тие разлики внатре во коалицијата, бидејќи гледаме дека има доста големи разлики помеѓу партиите кои што се во коалицијата и со самиот факт што оваа коалиција е доста тенка по бројки, сите гледаат шанса поради таа слабост, условно речено слабост, поради малата маргина, да речеме, на мнозинството, да ја заекнат својата позиција. Се заканува дека ќе излезат, и ако излезат четворица, да речеме, пратеници, владата не може да обстои. И тоа ја прави уште потешка неговата задача да жонглира, така да речем, да ги менаџира овие триење помеѓу самите политички партии, покрај она што го рековме, дека практично сме во, ако ги гледаме параметрите макроекономски, сме во криза, иако таа не е толку видлива во моментов, но очигледно дека идеме натака. Дали немањето на искуство политичко пред се на мандатарот може да биде хендикеп или помалку и предност, имајќи во предвид дека стартната негова позиција од страна кон него гледаат со малку сомничавост и подценување? Прашањето е во ред, легитимно да речеме. Според мене, доколку би имале стабилна состојба и внатре во коалицијата и да речеме релативно стабилна состојба во државата, сите овие работи што ги спомнавме, тогаш немањето искуство може да и ќе беше предност, бидејќи има простор за нови идеи, за градење на нови релации во владата и надвор од владата, значи во парламентот и во општеството. Има и временски простор и комоција да не мора да се справа со ургентни проблеми. Но во ситуација која имате ургентни проблеми, кои што се тековни, ако немате грење еден ден, ви имате голем проблем. Не е исто да имате проблем за еден ден и за после 3 месеци. Така да во тој аспект мислам дека искуството
немањето искуство може да биде хендикеп, бидејќи во ваква ситуација и најмалата грешка може да се рефлектира во поголеми проблеми за владата, за низиниот опстанок. А на меѓународен план, премиерот Ковачевски прва среда со неговиот бугарски колега и нов премиер Кирил Петков. Ќе преовладува прагматизмот или политичкото калкулантство? Мислам дека ова е сепак опипување нели на силите за почеток и запознавање на двајца нови ликови на политичката сцена. Ова е прашање кое што двајца луѓе или две групи на елити од две различни држави во меѓународните односи не можат да го решат. Односно можат да го решат, меѓутоа тоа би немало повторно легитимитет затоа што ниту еден од двата народи, слично како што беше ситуацијата и со Грција и со Преспанскиот договор, не го поддржуваат, не ја поддржуваат таа спогодба или било каков компромис кој што би можел да дојде. Така што не верувам дека они имаат навистина честна желба и намера тоа да го решат на најдобриот можен начин, затоа што најдобриот можен начин е да не се лажеме во оваа ситуација. Македонија е повторно онеправданата и опресираната страна и тоа значи дека ние во основа би требало да не отстапуваме од нашите барања и да ги од нашата позиција и да не прифаќаме никаква можност за компромис, затоа што самиот компромис е нефер во целиот случај, исто како што беше и со Грција. Меѓутоа тука доаѓа до израз таа вештина која што се уште не знаеме дали Ковачевски ја поседува за создавање на различна подлога, на промена на фокусот на целиот проблем. Ако гледаме од наша перспектива, од нашата држава, мислам дека од првите впечатоци, првите информации што ги добиваме од Бугарија, мислам дека тоа е ветувачка добра вест изборот на господин Петков за премиер. Јас имав прилика да слушам неколку стави, да прочитам неколку негови изјави и она што беше пренесувано и има впечат дека е човек кој што размислува малку поинаку, не онака премногу политички, во смисла на дневна политика на користење на секоја ситуација за да се направи маркетинг за партијата или за неговата влада или за било кого. Туку ми се гледа како човек кој што има искрени намери да нормално првенствено својата земја да ја тера напред, бидејќи овој спор мислам дека секој ќе се сложи дека и штети на Бугарија, не е тоа само на штета на Македонија и верувам дека ќе направи некои промени. Самиот негов предлог да се промени рамката, да речеме, на преговори со внесување односно со проширување на темите, значи не или пак приоритизирање на темите, да се даде шанса на тие теми кои што би можеле да бидат од интерес од двете страни, кај што немаме спорови, што е позната метода во преговорите. Тоа се разбира дека не значи дека автоматски све ќе биде решено, бидејќи овие деликатни прашања нема да се решат со решавање на овие техничките, да речеме, економски, таму имаше култура, не знам, трговија и така натаму. Тие се многу добри теми за решавање и за кои што ќе го подпомогнат процесот на преговори за овие деликатни теми, идентитетските прашања пред се, но само по себе тоа не значи дека ќе ги решат. Дали двете влади во диалогот ќе појдовна точка ќе им биде прагматичноста и искреноста да се деблокира целиот процес, или повторно и во двете земји ќе преовладува тезата за билдање на внатрешниот рейтинг? Мислам дека се повеќе склони кон решавање на проблемот, а не кон заглавување на процесот. Тоа е мојот впечаток. Ќе видиме, може ќе се потврдиме или демантираме многу скоро, но јас навистина имам таков впечаток. Особено мора да бидеме реални дека
и бугарите треба да бидат равни, бугарската влада, дека повеќе зависи од нив во овој случај. Они да бидат, ако они не попуштат во ништо, тоа ќе треба ние да попуштаме, а од она ја што го гледам во јавноста, нема таква атмосфера. Меѓутоа, од друга страна, проблемот е што тоа ќе биде многу долг процес и процес кој што двете страни треба да имаат совршена стратегија од која што не би можеле да имаат никакви девијации во однос на некакви несреќни изјави или ексцеси или поддршка, било какво подгревање на страстите. И тоа е многу тешко затоа што имаат еден куп интереси кои што треба да ги контролираат. Не сум сигурен дека го имаат капацитетот тоа да го направат. Од друга страна па и едните и другите одговараат пред своите гласачи и пред својата нација. Меѓутоа пред своите гласачи, затоа што основната цел на овие партиски естаблишменти е да победат на наредните избори. Дури мислам дека може да звучи како утопија, но мислам дека во одредени прашања, во одредени процеси и самиот начин на разговарање и односот, ставот на соговорниците може да ги реши проблемите без да се налезе директно во самата тема. Тоа е дипломатијата и премиерите, не само премиерите, било кој што преговара, може и таму да се фокусира. Можам да кажам дека Заев беше доста успешен во тоа, во градење на некакви комуникацијски односи со неговите соговорници и партнери. Мислам дека успеа да направи некои пробиви и се надам дека тоа ќе случува. Особено сега што имаме бугарска страна, барем според првиот впечаток, премиер кој што ми делува многу разумен. Москавично се шири COVID-19 и новиот сој Омикрон. Речиси, секој четврти во Северна Македонија е позитивен на COVID-19, а околу 70% од македонските граѓани се позитивни на COVID-19. Амбулантите се преполни со пациенти, врволица од граѓани. Тестови се прават, иако во Заводот, односно во Институтот за јавно здравје, денуваме според одредени информации не се правеле тестови. Па дел од граѓаните се принудени да прават на приватно којчинат околу 2000 денари. Во ово издание на Трининг, мој соговорник е инфектологот Фадил Цана. Добре дојдете во емисијата. На почеток, докторе, ова е некој нов бран и на што се должи зголемениот број на заразени? Па тоа слободно може да го наречеме дека е нов бран. По тоа, вашиот вовед дека москавично се шири новиот сој и алармот и предупредувањата од СЗО дека новата варијанта, тоест новиот сој се шири низ Западна Европа и Балканот, беше прашање на време само кога ќе биде присатен и кај нас. Со оглед на тоа дека нашиот здравствен систем го прифати тоа како природен тек на самата еволуција на вирусот, нормално е и очекувано дека бројките ќе растат и ќе имаме нов бран. Ова е веќе, според мене, бран, но добрината и позитивноста на целиот овој бран е тоа што досега има една блага клиничка слика и е без, барем доколку се досегашните сознанија, без некои потешки последици. Она што останува дилемата е до кога ќе се справуваме со оваа здравствена криза? Па, како се сознанијата досега, тие што се во научниот свет, се очекува пандемијата да помине, во ендемија. До крајот на година, ако со овој тренд и со овој тек се шири коронавирусната инфекција, се очекува да го промени обликот од пандемија да се претвори во ендемија и ќе останат само одредени ендемски зони кај што досега вирусот не бил. Сега проекциите за тоа
како би било текот и еволуцијата на вирусот, никој не може да ги предвиди, но знаејќи дека природниот тек на вирусот, тоест коронавирусот, е дека он цело време еволуира, се очекува, ако не и да имаме и некој друг сој на ова коронавирусна инфекција. Дел од вашите колеги сугерираа дека е безпредметно да се носат маски. Не ви се чини дека помалку пандемијата и се злоупотребува? Па тоа што се состана комисијата, веќе тоа е општо познато за сите граѓани. Таа комисија никогаш не донела одлуки, таа комисија секогаш го советувала министерот, а министерот секогаш донел одлуки што комисијата не ги знаела. Барем тоа е наше искуство и тоа сме биле сведоци во време на овие поминати 2 години, кога секогаш во нашава држава имаше мерки кои не соодействуваат со мерките на западните здравствени системи. И во овој случај, во недостаток на првиот човек на здравство, нели, додека да се именува новиот, комисијата немала, да не кажам ингеренци, да донесе одлука, туку чекала да види како ќе биде концептот на новиот министер кој ќе дојде после неколку дена. Така што во целава ова ситуација, дали да се крати време траењето на изолација, ја потполно се согласувам, затоа што тоа што го реков начелно, дека новиот сој досега покажува блага клиничка слика и има кус временски период на опоравување. И стварно е нонсенс, например, од тоа искуствено го кажувам, од пациент кој прележал, од пациент кој бил хоспитализиран на клиника, пациент кој примал 2 дози на вакцини, значи вакциниран плюс повторно реинфициран со омикрон, му се дава забрана од 20 дена, кога тој после третиот ден со една лесна симптоматологија е негативен, и сега е нонсенс, например, на таков пациент да му се дава 20 дена изолација. Тоа се случува само во нашава држава. Денове во јавноста се фрли сомнеш околу тестовите кои се прават од COVID-19. Сега ќе ви прочитам една анализа на доктор Горан Конгуловски, кој вели: ако се анализираат јавно достапните податоци од Институтот за јавно здравје, се направи анализа на ПСР позитивните резултати од вкупен број на тестови во текот на најсилните бранови на пандемијата. Излегува дека има силна неконзистентност и нескладност помеѓу ПСР лабораториите во Македонија. Може да се сомневаме во веродостојноста на тестовите? Во ова состојба во кога кај нас имаме промена на да кажам на власта, на надлежностите од еден министер на друг, може да се и се сомневаме во ваков бран кога значи знаат да се злоупотребуваат и резултатите. Сега мора тоа и да го признаеме, да го прифатиме дека тоа во нашето општество може да се случи, но за тоа сепак нели има орган кој треба да направи надзор над сите тие лаборатории, дали тоа правилно го прават, дали тоа го изведуваат како што треба, а тоа е според моје сознанија Министерството за здравство, и можеби овој период, да не кажувам, и не се и се злоупотребува. Има недостатоци во здравствениот систем. Коронавирусот е прашање на државна безбедност. Ке кажете овој ваш став во екот на првиот бран на пандемијата? Тогаш да, но тогашниот менеджмент на здравството мислеше дека тоа се случува во Кина. И тука е некаде во Италија и кај нас има време. Значи се бавеше со сосема нешто друго. И во никој случај тоа сериозно не го прифати. И како да кажам, резултат на целиот тој пристап
повеќе пиарски, да кажам, од страна на Министерството на здравство, отколку суштествено што треба за време на пандемија да се направи, тоест што треба здравствениот систем да направи за своите граѓани, ги имаме резултатите. Сме на топ 10 држави кои имаат поголема смртност. Доктор Сана, како е возможно, например во Австрија сега читав да е бесплатно тестирањето од COVID-19, во Србија тестови може да се направат само на државно ниво, а тука како да се тријат раце за да се заработи на грбот на граѓаните? Тој најмалиот трошок би кажал, иако и тоа е праведно, значи тие здравствени системи сепак со тоа се докажува дека се грижат за своите граѓани. Кај нас во почетокот, кога беше ситуацијата таква што целава држава требаше фокусот да го има во менаџирањето со пандемијата, само во Македонија се дозволи да се лекуваат во приватни болници пациенти, а тие пари значи да излезат од джебот на граѓаните. Ние сме сведоци, тоа уште денеска се случува, што требаше да депонираш огромна шифра на средства, па за да те примат. Нема врска дали ќе умреш пред врата или не. Тоа беше наша реалност. Никој за тоа не проговоре, никој за тоа никогаш не сноси одговорност. Во никој случај државата не им излезе во пресред, според моите сознанија, туку тие трошеа енормни цифри на средства само за да лекуват или накрај да имат исто така летален исход. Значи, за да земаш еден починат од тоа место, требаше прво да ги најдеш парите, да депонираш, па да можеш, значи, погребот да се одвива како што треба. Да сублимираме на крајот. Имаме случај пациент, односно човек кој е вакциниран со 2 дози, некои дури и со 3, па повторно добиваат, односно стануваат позитивни на COVID-19. Новиот сој се покажа дека може да го заобиколува имуниот систем стекнат од вакцини, не дури и од тие што веќе прележале. Вакцината, како што сите знаеме, не заштитува 100%, дури во сојот на Омикрон, некои податоци, докази што пред некој ден ги прочитав, кажуваат дека за сојот Омикрон дури 40 до 50% заштитуваат вакцините, а не повеќе. Сега, целава ова ситуација може да се сублимира дека сепак ние треба и понатаму, без оглед на тоа дека вакцините не го стопираат 100%, но го ублажуваат. И клиничката слика кај луѓето што се вакцинирани е многу полесна. Тоа е веќе утврдено. Значи, научно, дека тие поминуваат многу полесно од невакцинираните. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Проблем е самото тоа што е прекинато финансирањето на изградбата на клиничката болница во време на здравствена криза. Мораме да имаме приоритети во енергетска и здравствена криза. Ако нашите приоритети во енергетска криза е како да ја намалиме ставката на електрична енергија во конкретниот случај со јавното предпријатие ИСАР, така и наш приоритет во здравствена криза треба да биде изградба на установи здравствени и подобрување на здравствената услуга. Ние излеговме на улица. Ние представите ги игравме на надвор, на отворен простор. Меѓу луѓето. Да. Ние нашите представи правевме анимација по градовите кога одевме, за да ги анимираме луѓето, публиката, жителите да дојдат да не гледаат. Тоа беше, револт према институциите. Во Трилинг започнуваме серијал на разговори со градоначалниците на позначајните регионални центри. Започнуваме разговор со градоначалникот на Штип Иван Јорданов.
Јорданов, добре дојдовте во Трилинг. Ќе започнеме со најактуелното прашање, енергетската криза, нешто кое што веќе некои градоначалници и имаа своји искажувања. Велат дека можно е енергетската криза или ова поскапување на струјата сериозно да удри врз буџетот на општините, дури се зборува дека е можно и комплетно блокирање на некои општини. Каква е состојбата во Штип и кој е вашиот став во врска со ова? Поголем дел од финансиските издатоци кои што ги планираме во буџетот од 2022 година, ќе мораме да ги пренасочиме за амортизирање на оваа енергетска криза, затоа што поголем дел од институциите под локална самоуправа се големи потрошувачи на електрична енергија. И практично цената на електричната енергија заради драстичното покачување на светските берзи ни создава голем проблем. Пред се е да проследам информација дека јавното претпријатие ИСАР, кое што е под локална самоуправа, кај нас има огромна потрошувачка на електрична енергија заради системот на црпење на водата за пиење и дистрибуирање до домакинствата. Практично имаме бунарски систем кој што бара користење на пумпи кои што користат голема количина на електрична енергија. И она кое што е значајно да се каже дека неколкукратно зголемената цена ќе создаде проблем во ликвидноста на јавното претпријатие, а ние како општина, како гарант за функционалноста на јавното претпријатие, ќе мораме практично да го финансираме овој финансиски издаток кој што јавното претпријатие ќе го има. Од прогнозите и од укажувањата на еве да кажам луѓето кои што се компетентни за тоа, некаде ако досега сме плаќале 4 милиони денари на месечна основа само за јавното претпријатие ИСАР, новата сметка за електрична енергија би била околу 16 милиони. Околу 400% повисока цена на електричната енергија. Тоа е она кое што ќе предизвика, да кажам, пренасочување на поголем дел од средствата од буџетот на општина Штип за амортизирање на енергетската криза, односно она што било планирано да биде насочено во капитални инвестиции, изградба на сообраќајници, подобрување на патната инфраструктура, асфалтирање на улици, ќе мораме во прво време да го пренасочиме практично за пренамена, односно за амортизирање на ударот од покачената цена на електричната енергија. Веќе некои јавни претпријатија, зборувам на национално ниво, побараа дури помош од централната власт и од државата. Преку ЗЕЛС покренавме иницијатива за овие сметки кои што ќе доспеат по основ на зголемена електрична енергија, еве да кажам државата со владина интервенција да ги покрие, но се уште немаме повратна информација. Веќе сме затечени, влеговме во период кога електричната енергија е поскапа, јавните претпријатија се неликвидни, практично подолг временски период. Карактеристично за Штипското јавно претпријатие е тоа што имаме огромен наследен долг од 300 милиони денари по друг основ. Ние враќаме на месечно ниво рати за подигнат кредит во минатото кој што не е сервисиран и ова ќе биде дополнително комплицирање на финансиската состојба. Но она кое што јас во овој момент го планирам, за да практично ја намалиме ставката за електрична енергија, е да искористиме можноста да се приклучиме на хидросистемот Злетовица, нешто кое што сметам дека во овој момент ќе ја намали ставката за електрична енергија заради начинот на кој што се дистрибуира и се прима водата од самиот хидросистем и се дистрибуира практично до крајните корисници. Има обвинувања дека градоначалниците сега избрани од ВМРО-ДПМН, затоа што доминантно градоначалници од ВМРО-ДПМН се на позиции во општините, дека има своевидна стратегија постојано и за се да бараат помош од централната власт и така да кажам да го спуштаат рейтингот на централната власт со тоа што ќе бараат помош од нив. Колку има вистина во ова? Не сум согласен, ќе дадам само еден пример. Ако во минатото кредитот кој што ние како општина Штип и како јавно претпријатие ИСАР го сервисираме месец за месец кон Министерство за финансии, односно кон централната власт, еве откако сум градоначалник трети месец практично, во минатото 20 години не бил сервисиран овој исти долг. Така да не сум согласен дека ние бараме изговори како нова локална власт и бараме причина за да добиеме одредена помош од
централната власт. Овие се објективни причини, затоа што оваа енергетска криза се случува еднаш во десетици години, во 30-50 години, така да мислам дека објективни се барањата и причините заради кои што бараме финансиска подкрепа и поддршка од централната власт, но доколку не ја добиеме, нормално дека ние ќе мораме сами да се преориентираме на алтернативни начини на амортизирање на ударите на енергетската криза. Еден од начините го напоменав пред малку. Има и непопуларни мерки кои што јас не би сакал да ги практикувам, а тоа е покачување на цената на водата која што треба да ја плаќаат граѓаните, нешто кое што во финансиска криза не е популарна мерка. Така, сега ќе споменаме еден обратен пример. Вие чекате анализа од Институтот за јавно здравје. Таа анализа доцни повеќе од потребното. Мислам неколку месеци дека требаше уште пред нова година да излезат резултатите за да може Штип да пие вода од хидросистемот Злетовица. Дали тука можеби гледате пак обратна политика на сопки од централната власт кон локална? Мислам дека не станува збор за одредени препреки, да кажам, обструкции или слично, затоа што постапката за добивање на резултатите од испитувањето на водата од хидросистемот Злетовица е започната уште практично пред да дојдам на функцијата градоначелник, уште од претходната локална власт. Со месеци се чекани резултатите и се чекаат резултатите заради, да кажам, технички проблем кој што го има во Институтот за јавно здравје. Практично еден од апаратите кој што треба да ја направи анализата на примероците од вода од хидросистемот Злетовица не функционира. Во комуникација со директорот на Институтот за јавно здравје одлучивме примероците да бидат пратени во Институтот во Белград и според информациите неофицијални за, да речем, наредните неколку денови очекуваме дека резултатите конечно ќе стигнат и практично ќе можеме водата од хидросистемот Злетовица да ја ставиме во употреба. Така, кога сме веќе кај оваа тема, зградата на клиничкиот центар во Штип е нешто кое што долги години стои така. Знам дека не е надлежност директна на општината, меѓутоа е интерес на општина Штип и интерес на граѓаните. Тоа е, претпоставувам, центар кој што ќе го користи цела Источна Македонија. Што може општина Штип да направи сега? Зградата е во комплетен застој. Токму така. Оваа емисија е практично во насока за да се променат состојбите, затоа што ја комуницираме оваа тема. Во интерес на општина Штип е и самото тоа што ја начнавме оваа тема како проблем. Проблем е самото тоа што е прекинато финансирањето на изградбата на клиничката болница во време на здравствена криза. Мораме да имаме приоритети во енергетска и здравствена криза. Ако нашите приоритети во енергетска криза е како да ја намалиме ставката на електрична енергија во конкретниот случај со јавното претпријатие ИСАР, така и наш приоритет во здравствена криза треба да биде изградба на установи здравствени и подобрување на здравствената услуга. Јас се надевам дека оние кои што се најмногу повикани ќе смогнат сили и ќе се надминат за да се надмине и реши овој проблем кој што се провлекува со години. Жално е што не само Штип, туку целиот практично источен регион трпи штетни последици заради ненавремено изградбата на клиничката болница. Она со што бевте актуелни на почетокот на оваа 2022 година е за жал настанот кој што се случи во клиничката болница во Штип, каде што според ваше тврдење вие не ви беше дозволен влез и посета на првото новороденче, а од друга страна пак директорот на клиничка болница тврди нешто сосема спротивно, дека вие не сте го испочитувале договорот. Прашањето ми е да не навлегувам во техникалиите за тоа кој е во право, кој не, туку едноставно дали вие како градоначалник или директорот како директор на клиничка болница и ние како граѓани треба да се занимаваме со ова како прашање и кои се клучните, да речам, работи со кои што ќе се занимаваме 2022. Јас не би навлегувал во овој проблем кој што настана, сепак нашата идеја беше да се продолжи една традиција која што се случувала во минатото, се случува и денес, не само во нашиот град, туку во сите околни градови. Сепак успеав веднаш после испуштањето на родилката од болница да искомуницирам, да ја посетам, да ги оставам подароците и се надевам дека оваа традиција во иднина ќе продолжи.
Ми се чини дека кон почетокот на февруари или средината на февруари навршуваат 100 дена од како сте назначени на позицијата градоначалник. Кога бевте пратеник, многу сакавте да го практикувате тоа 100 дена од влада, па баравте што се проекти направиле за 100 дена. Сосема на кратко тука пред крајот, со што ќе излезете во првите 100 дена, еве, за некој ден ќе бидат? Некогаш плановите не соодветствуваат со реалноста, но јас сум убеден дека она кое што го имаме за цел, да бидеме сервис на граѓаните, да работиме во нивен интерес, да реализираме капитални инвестиции со кои што ќе ги подобриме условите во кои што живеат, дека во наредниот период заеднички ќе успееме. Тоа кое што го започнавме, според мене, значи поинаков пристап, поинаков начин на функционирање, направени и реализирани неколку проекти кои што ќе бидат основа за понатамошен развој на нашиот град. Направивте ревизија, планирате да направите? Во буџетот во 2022 година оставивме ставка за ревизија на институциите под локална власт, затоа што ние мораме да знаеме како се трошеле народните пари и сето она кое што сме го комуницирале во минатото и за кое што сме имале сомнеш, мораме да го провериме. Ова е во насока на тоа да едноставно луѓето кои што сакаат да бидат сигурни во трошењето на нивните пари, да ги практично увериме дека работиме во нивен интерес и дека се што е незаконски мораме да го санкционираме и да го презентираме за да не се случува војнина. Ревизијата нешто ќе го очекуваме оваа година. Апсолутно. Самата ревизија е практично насочена кон тоа да им презентираме на нашите граѓани како се трошеле нивните пари и доколку констатираме нешто незаконски, истото да го презентираме, а некој да сноси одговорност за тоа, за да не ни се повторува и да не ни се случува војнина. Благодарам на одговорот. Ви благодарам на поканата. Гостин во ова издание на мојата колешка Марија Димишко е своевидна урбана легенда од времето на 70-тите години. Архитект кој режира, сценограф што глуми, продуцент кој беше десна рака на десетина режисери во стотина драмски игри. Сите го познаваат како Джиби. Господине Джидров, архитект, сценограф, актер, што ми недостига во оваа низа? И каде најдобро пливате, да речеме на некој начин? Знаете што, архитектурата и сите архитекти се, условно кажано, поливалентни во она што е уметност, практична уметност и реализација на некои работи околу уметноста. Значи, кога се прави сценографија, сценографијата е дел од театарот. Плакатите, пропратниот материјал е исто дизајнирање и треба да имаш ликовна култура и знаење како да се презентира нешто, бидејќи плакатот или програмчето за представата или за каталогот од изложбата, тоа се првите контакти со публиката или најава. Тоа се прозорчиња низ кои ние ќе дзирнеме за да видиме што се случува од другата страна. Значи, во оноа што е творба на уметниците. Многу важни кариерни моменти ваши се поврзани со режисерот Владимир Милчин. Значи, вашата прва сценографија е изведена во негова представа. Ако може да се каже, ваша посериозна улога е повторно во негова представа. Што значеше да се соработува со Владимир Милчин во тоа време и што требаше да постигнува еден актер и сценограф за да биде дел од екипата на Милчин? Кога си млад и многу млад, средината ствара идоли. Некои идоли од генерацијата, некои се помлади, постари, и едните од тие истакнатите млади луѓе во тоа време, 63-та, 4-та, 5-та година, е и Владимир Милчин. Се појавува Унковски, па после се појавуваат и Ценевски и така натака, и некоја млада генерација, нивните пројавувања во уметноста и во оноа што било околу тоа,
повлекувало генерации да ги следат. И сега, еден од тие следбеници бев и јас. Затоа што 70-та година, кога се оформи тој театар кај Свети Никита Готлерот, јас отидов да, условно кажано, социјален ангажман, да се социализирам, нели, со други млади луѓе, како што се хоровите, играорните групи и така натака. И ова беше нешто поприфатливо за мене, бидејќи чуден еден израз, дојде Милчин од Белград, следбеник, човек кој што го пратеше Битев во тоа многу актуелен авангарден театарски фестивал, се појави Унковски исто така, се појави и некои други луѓе, бидејќи во Скопје немаше академија за режисери, за глумци и така натака, и обично се одеше во Белград или Загреб, некој стигна и до Љубљана. Така се оформи таа приказка, тогаш дојде до близината со Владимир Милчин, бидејќи тој покрај режијата влијаеше и на тоа што да се чита, што да се следи, каква музика да се слуша. Тогаш беше многу важна музиката, авангардна музика и нели хипици, битници, се случи Вудсток. И во игра на случајностите јас бев на тој еден концерт во Лондон на Ролинг Стоунс и во Хайд Парк, 500.000 души и така натака. Знаете, тоа беше едно друго време, меѓутоа кога се за посериозните работи во театарот се случува сите работи преку Милчин. Бидејќи остана трага не до изодена патека беше со театарот кај Свети Никита Голтерот, бидејќи остана една представа и една почната представа која не се заврши, а се заврши, уствари се затвори еден циклус 10 години подоцна, кога се оформи Зелената гуска. И тоа е продолжение некое условно кажано, бидејќи втората представа која работевме со голтарите беше најмалото театарче на светот Зелена гуска. И тамо јас играв еднаш папа, па бев нешто, многу интересни случаи и меѓутоа во Зелената гуска во 80-та година при филозофскиот факултет на естетичката лабораторија при филозофскиот факултет ја оформија таа група. Не бев јас веќе актер, него бев помошно лице. Многу анегдоти се, подготвувајќи се за разговорот денеска, многу анегдоти прочитав и за периодот со Свети Никита Голтарот. Особено оној момент како го добива името, како си го давате името. Кој се учествуваше во формирањето на... Јас сум во втората генерација. Имаме прва генерација Голтари и втора генерација Голтари. Првата генерација Голтари се Милчин, Унковски и Мартин Панчевски, овие се двојцата режисери, и Мартин Панчевски е професорот кој заврши организација на театар, филм и режија во Белград. И тие беа другари меѓу себе. Тука беше приклучен многу интересен човек Златко Пановски, кој што сакаше да биде графичар, уметник, па он го правеше плакатот, а он после стана доктор. Сега е нешто друго, е бизнисмен и така рад. Љубиша Никодиновски биш треба да се спомене во таа прва генерација. Ненад Стојановски треба да се спомене од актерите. Алјоша Руси со Исо Руси, не знам дали учествуваше и Наум Пановски во тоа. Марко Шарац, тој филмска режија работеше, го напиша манифестот за еден театар. И тоа е еден од манифестите каков театар сакаме. Значи, и едно од основните мота беше дека за да имаш театар, доволни ми се 2 даски, еден глумец и еден човек во публиката. Тоа Лопе де Вега или некој го беше изјавил, а самата идеја беше револуција, париските немири на студентите од 68 година, белградските немири исто во 68 година, демек револуционерната младина, условно кажано, која што исто
тука почнаа да влијаат музиките. Rolling Stones како мој фаворит бенд, Beatles, па Дорси и така натака. Основно беше да се прави физички театар, значи тогаш тој Гротовски, Еудженио Барба, Ла Мама, театрите од Битев, овие звездите, Бреден Папет, да се живее како во комуна, хипи. И не знам како им дошло на дечиве дека тоа треба можда во некој од манастирите во околина на Скопје да се прави и прекрасен и многу јака црква е Свети Никита на Скопска Црна Гора и тука они живеат еден поинаков живот со еден режим, станување, физички вежби, трчање, пеење, викање, ово-она и се развива таа скиција од преданието кај Набелско се вика представата, да ја развијат представата со тој физички театар, со не многу зборење, со стиховите од Славко Јаневски. И тоа стана една култна представа на ниво на Југославија. Имам чувство дека целата ваша актерска игра некако е пропратена со бурни реакции од публиката. Зошто го велам ова? Најмалото театарче на светот Зелената гуска има многу анегдоти поврзани со тој период од вашиот живот. Крие анегдоти за изведбата во која била уништена бундата на Мара Исаја. Добро. Крие анегдоти околу една изведба на плоштадот, кога сте биле собрани во полиција. Така, да. Што значеше тогаш да се биде актер? Тоа беше револтот против оноа што е преконвенционално, конформизмот на младите, условно кажано, и сега бунт. Да кажеме, некој има проблем со долгите коси. Само мала илустрација ова. Долгите коси, тоа што беше мода, малку подоцна стана мода. Долгата коса беше револт на добриот изглед на луѓето, нели? Фризура, бричење и така натака, и одеднаш правиш ти револт. Револт да предизвикам реакција кај тебе затоа што не сум задоволен од тоа ти што го правиш. Ние излеговме на улица. Ние представите ги игравме на надвор, на отворен простор. Меѓу луѓето. Да. Ние нашите представи правевме анимација по градовите која одевме, за да ги анимираме луѓето, публиката, жителите да дојдат да не гледаат. Тоа беше, револт према институциите, кои што беа зачаурени, некој класичен, строг, условно кажано, репертуар, и одеднаш се појавуваат овие, чекајбе, кои се овие, знаеш? Приказната со најавата на представата, оваа што викам, не се доврши тој филм за најмалото театарче на светот Зелена гуска, беше со таква анимација, значи ние више ја нацртавме Зелената гуска, едни шизици од средно уметничко, Оли и Цоне, они беа главни, и отидовме низ центарот на градот, тогаш на Маршал Тито, сега улица Македонија, со тупанот, со тропки, со све, облечени необично, хипи. Тоа стварно беше ван стандардот на нормалното однесување. И правевме галама и тука излетаа и некои вакви онакви пароли и пред сега Далфуфо, тогаш Пелистер кафаната, и сега е Пелистер, така, некој свика полиција, дојда со тогаш 1300 едни фијати, излегоа едни милицајци, прво сообраќајците, после осетивме дека има и некои од тие маскирани агентите и тупанот како што беше, јас тогаш исто еден шизик со долги капути со ова сона, го фатија Ненад, го фатија овој Биш, кој што он стално се костимираше така, и не однесува во полициската станица. Среќа, еден од тие што беа
актерите наши. Татко му беше началник во полиција, па малку полесно поминавме, меѓутоа мислам дека останаа траги, сите влеговме во некои досиеа и сите претежно сега Милчин, не знам, Унковски, тој биш и така натака, тие поекспонираните си добија нели досиеа во полиција и веројатно не знам дали ги добија досијата да видат што се случува под присмотра некако. На страна актерската игра и активностите кои што сте ги имале во театарот, споменав и во најавата 160 сценографии, работа во 33 театри, 44 режисери, над 10 држави, а за себе ќе кажете дека сте сценограф на повик. Да. Како тоа ниту еден театар вас не ви даде постојан ангажман? Знаете, јас сум, генерално тоа често го споменувам, не знам кој како го сваќа, во професија homo duplex. Значи, јас завршив архитектура, се вработив во фабрика како архитекта. Прво работев маркетинг, што се вика, плакати, сајмови и така натака. И после станав главен проектант во фабриката Алумина. А паралелно, значи од 70-та година цело време ми се влече тоа театарот, а од 80-та паралелно до 2004-та ми беше и Алумина. Знаете, јас и добивав и награди, ме фалеа и не знам по сите фестивали и така натака, меѓутоа не знам зашто никој не му текна да рече, Джидров, дојди да бидеш знам, Бог да ја прости, Сабина беше председател на уметнички совет на Драмски и тогаш кога Чадик го оформи детскиот театар, они имаа проблем за технички директор. Ја веќе работев неколку представи, она прекрасна Чијас и Грефили Шприцер, хит представи во Драмски, и ми вика, Джиби, били ти дошол кај нас? Били дошол, ама некој измисли дека сега Джиби, сега он е Милчиновец, па сега бидејќи клановите си прават своје борба на позиции и така натака. Ако во 2022 се постави представа посветена на пандемијава COVID-19, како би изгледала сценографијата? Добро прашање. Не знам, не сум размислувал тоа. Сигурно сите ќе бидеме по некои ќошови со маските, веројатно, или ќе направиме, условно кажано, сајбер представа со интернет, со далечинско комуницирање. Значи, можда со монитори и така натака, нели, како викаме, не со физичко присуство. Господине Джидров, ви благодарам за денешниот разговор. И вас исто така, фала на честитките и на ова подсеќавање. Мислам дека дадов некои добри појаснувања. Тука е крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути. Довидување.